Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојавте во уште едно издание на Јади Бурек на Сител 3 телевизија. И вечерва емисијата ја посветуваме на изборот на председател на СДСМ. Зато имаме гостин во студио, еден од најавените кандидати за председател на СДСМ, господинот Кире Наумов. Благодарам на поканата и баш ми е драго што за прв пат, за разлика од тоа што сум бил на скоро сите други телевизии, за прв пат сум во Сител. Добре дојдовте. Баш ми е мило што е така. Иако медиумски сте доста познат, но повеќе по вашите анализи на одредени и разни теми, малкумина знаат кој е точно Кире Наумов, освен што бевте директор на ДВК, но бидејќи тоа повеќе не сте, која е вашата функција? Што сте вие? Сигурно и натаму сте член на СДСМ, но во која функција што работите? Да, веднаш да ви исправам, значи никогаш не сум бил директор на ДБК, туку на Агенцијата за разузнавање и воопшто тоа не е проблем. Многу мина луѓе кај нас ги мешаат тие две служби и негде понатаму. Очигледно си немам работа со службите. Па, неважно тоа, но многумина ги мешаат и не е никакво зло, но многу често нели ме представува така дека сум бивш директор на агенцијата, односно на ДБК. Но натаму во емисијата може ќе зборуваме за тоа која е разликата помеѓу тие две служби. Сега е кратко ќе се обидам да не потрошам многу време околу тоа, туку да одиме на другите теми. Па кратко да се представам. Значи имам 42 години, значи роден сум 71-та, оженет татко на две деца, момче и девојче. Ако се дојдеме до тоа, значи после завршувањето на средното економско училиште завршив економски факултет на Свети Кирил и Методи во генерацијата како еден од подобрите, не најдобар, но еден од подобрите студенти во таа генерација. Во истата година тогаш имав веднаш понуда од неколку професори да останам асистент на економскиот факултет, но бидејќи тоа беше период кога се уште не се отвара места за нови асистенти, некои 2 до 3 години, бидејќи не можеше така да се седи работа во една приватна компанија, и негде 96-та конкурирав во Агенцијата за приватизација, каде што еден краток период работев како во делот на финансиска контрола на Агенцијата за приватизација, не повеќе од 6 до 7 месеци. Потоа се отвори конкурс на економскиот факултет, каде што конкурирав и станав таму помлад асистент на економскиот факултет. Во тој период, значи негде од 96-та и натаму се занимав исклучиво со тој образовен процес и паралелно со тоа негде почна и да ја наречам партиската или политичката кариера. Негде во 96 или 97 се поклопува тука вработувањето на економски факултет во разговори со еден нов дух, да го наречам, на социјалдемократската младина во тоа време кое што ја формираше или ја реформираше, не можам да кажам дека пред тоа не постоела и таа исто така била еден многу значен дел на социјалдемократскиот сојуз. Во тоа време како председател, генерален секретар се појавуваат Радмила Шекеринска и Лазе Еленовски. Во разговор со нив прифатив да се зачленам и да станам дел од Централниот одбор на социјалдемократската младина. Потоа доаѓа 98 година, партијата ги изгуби изборите, како што се сеќаваме, и пред тоа еден период бев председател на Советот на младината. Имаше такво едно тело кое беше така наречено. Од 98 после изборите, значи до 2002 сум член на Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз. Во највисокиот, да речем, орган на Социјалдемократскиот сојуз. Значи 2002, кога што се знаеме, Социјалдемократскиот сојуз ги добива изборите и станува премиер председателот сегашен на Социјалдемократскиот сојуз Црвенковски. Тој го формира својот кабинет како премиер на државата и таму ја добивам поканата и ја прифаќам да станам во 2003 негов економски советник, значи советник за економски прашања во кабинетот на премиерот Црвенковски. 2004, како што знаеме, после смртта на председател Трајковски, Црвенковски се кандидираше и ги доби тие избори и стана председател на државата. Со мали измени
понатаму. Тој го формираше кабинетот во својот председателски, нели на својата председателска функција и со задоволство исто така продолжи да бидам економски советник сега веќе на председателот Црвенковски. Тоа траеше до 2006 година, значи негде пред изборите 2006 нели кога веќе председател беше Бучковски, односно и премиер на Социјалдемократскиот сојуз, следуваат тие избори потоа. Негде пред тие избори Црвенковски ми понуди и јас после некој размислување прифати да станам директор на Агенцијата за разузнавање. Значи тоа е агенција различна, значи заедно со она што го кажувате, односно пред тоа што кажавте, управата за безбедност и контраразузнавање или дирекцијата за безбедност и контраразузнавање е сосема друга служба, која што е под ингеренција на председателот и председателот е тој кој што го назначува директорот на оваа агенција. Ја прифатив таа функција, таму негде јуни, значи пред изборите 2006 и бев директор на Агенцијата за разузнавање до есента 2007 година, нешто повеќе од година и 2-3 месеци. И потоа, нели утврдивме дека и едниот и другиот дека на некој начин можеби сме погрешиле во изборот на тоа како Црвенковски ми ја понудил таа функција, зашто јас сум ја прифатил и слично. На еден сосема коректен начин се раздвоивме. Јас поднесов оставка, председателот Црвенковски ја прифати веднаш и после тоа, значи после давањето на таа оставка, односно напуштањето на оваа функција, поучен од грото или од многу други директори на вакви служби со кои што соработував во периодот од таа година, година и пол, претежно од надвор, кои што секогаш велеа дека е многу добро за било кој директор на ваква служба да еден период не биде присутен во јавност, односно да не биде присутен во политичкиот живот. Јас тоа го направив, иако во целиот период секогаш сум бил, значи кога ви кажам, од 96-та член на Социјалдемократскиот сојуз до ден денеска. Во еден период, значи таму негде кои 2 до 3 години, бев надвор од јавниот и да речем политичкиот живот. Се таму негде до 2010 година, кога почнав да се појавам со одредени анализи, колумни, учества во различни емисии и така натаму, мислејќи дека на некој начин може да допринесам за подоброто живење во оваа држава на аков или онаков начин. И така доаѓаме негде до денеска, кога во последниот месец дена е актуелно тоа да... Само ова да ве прашам, што работите во моментов? Значи, после завршувањето на кариера, да условно кажам, како директор на Агенцијата за разузнавање, се вратив на економскиот факултет и таму продолжи со своите предавања. Негде после некоја година дојавме до, условно кажам, едно недоразбирање со еден од, да го наречам недоразбирање со еден од веде деканите на економскиот факултет, во кој што периодот поминат во кабинетот и периодот поминат како директор на Агенција за разузнавање, постоеше дилема дали се смета како период во кој што сте осутни од факултетот и тие дали тој период останува да се смета како дел во кој што сте треба да ги завршите обврските околу магистратура и докторат, бидејќи тоа не се признаваше така. Во еден период ја го напуштив економскиот факултет. 2 години бев надвор. Оваа година имаме некој тип на договор за соработка со економскиот факултет, но истовремено нели го работам она што и плюс целата економија е моја, речам, област која што сум ја проучувал. Специјалност во еден дел магистратурата која работев е на осигурување и актуарска математика, бидејќи тоа, речем, најдобро го познавам. Сум председател на управен одбор на едно брокерско осигурително друштво и на тоа ми е, да речем, во моментов место каде што
пред се успеам да изгледам приход со кој што живеам. Добро, да ве прашам, ево вака приватно, сигурно никој не ве прашувал во интервју. Како ви е спојиво? Многу пати ја спомнувате економијата, па еве дури и нели сакате да напредувате понатаму магистратура, докторат и слично. Со државна безбедност, со аналитика, со контраразузнавање, разузнавање и слични работи во таа структура. Значи, наоѓате ли, например, не знам, суштина на аналитиката да ви биде слична, бидејќи економијата, за добар економист важи оној што ќе изврши добра анализа. Нели, за добар безбедњак исто така важи за оној што ќе. Кој ви е заедничкиот именител? Ако ме следате сега и оние што ме познаат, значи делот од мојата кариера во да ги речеме безбедносни структури или разузнавачки структури е само една година. Тоа е прва работа. Второ, мора да знаете дека не постои дефиниција или опис на тоа како треба да изгледа еден директор на таква служба. Ако ги гледате од сите страни, значи не постои опис и односно да речеме барање до тоа какво образование треба да има директор на било која Не, господин Неумов, не ми беше да се правдате. Напротив, само воопшто не се правдам. И при тоа, значи постојат многу економисти кои што биле успешни директори во некој период на такви служби, затоа што посебно агенцијата за разузнавање е сосема поразлична од управата за безбедност и контраразузнавање. Таа е така поставена во нашата држава која што во секој случај има далеку помали ресурси и овластувања од она што го има управата за безбедност и контраразузнавање. По сите дефиниции она е сосема подруга. Таа, значи, пред се занимава со собирање на корисни информации надвор од Република Македонија. Кога дам корисни информации, никога тоа не значи само безбедносни информации. Тоа се информации кои што се некои од службите, например, помалите служби кои што јас се обидував така да направам нашата служба е таа која што собира најмногу економски информации за тоа како понатаму да напредува државата. Па една од тие работи е тоа. Например, не е тајна словенечката таква панданот на словенечката служба, односно она што е пандан во Словенија на нашата служба е една од најдобрите служби кои што 90% да речеме од својата активности ги прави за тоа како да собере економски информации за просперитетот на државата. Моето следно прашање каде сте сега во моментот во СДСМ вие? Значи, јас сум член на СДСМ. Од де факто, значи од 2002 година, кога ми заврши мојот мандат како член на Централниот одбор, јас сум член во СДСМ, значи не сум во ниеден орган, почнувајќи од тогаш висок орган на Социјалдемократскиот сојуз. И за целиот тој период, како член на СДСМ, сегаш сум се обидувал да било кој мој настап, било кое моје појавување, било која моја јавна активност ја искористам за тоа да на било кој начин му помогнам на Социјалдемократскиот сојуз. Значи во моментот немам ниедна функција последните па многу веќе 10 години било каква функција. Јас сега би ве запрашал следново, господине Наумов. Тоа е ситуацијата во моментот во СДСМ е прилично конфузна, барем за нас ние кои од надвор го следиме, значи не сме внатре во партијата, не ги имаме внатрешните, но она што стигнува до нас, до јавност, до стручна јавност, до новинарите и нас водителите, прилично е збунувачки. Овде беше Игор Ивановски, кој сакаше да се промовира, да се каже што мисли и како размислува. Дента после тоа веќе работите добија барем на некое чувство некаков поинаков тек. Мене ме интересира, има многу подпрашања овдека. Подпрашања од тоа дали конечно го добивте списокот на делегати, зошто ви е тој битен. Тоа е втора работа. Трета работа, дали се кандидирате, не се кандидирате, дали ако БЦ останува како кандидат ќе продолжите да се кандидирате. Ова се све прашања, вака на куп, ќе ги разложиме едно по едно. Но ја би почнал еве од една ваша анализа
што во моментов се случува во СДСМ. Можете да ги офатите сите работи така, да, пред и после да. изборите, за да добиеме, имате сосема доволно време, а гледам дека медиумски сосема вешто ги срочувате речениците, одлично ви легнало сето тоа. Мене ми е задоволство, што значи не морам да ве прекинувам со подпрашање. Значи можете да бидете слободно обширни, за да на јавноста, бидејќи вие спаѓате во оние кандидати кои не ги сметаат дека се притиснати од одредени кланови или центри на моќта во групировки кои се случуваат во партијата и така натаму, па некако и вашите анализи јавноста ги смета и за најреални. Ја би ве молел сепак во секој случај тоа да биде едно ваше видување, што и да ние јавноста разбереме, што по вас моментов се случува во СДСМ. Така, вие ќе ме подсетувате сега на прашањата, слободно во било кој момент, ако премногу обширно зборам за само едно, а ги нафрливте сосема коректно баш на интересните работи, а вие ќе ме подсетувате. Нема проблем. Значи, прво, мислам дека воопшто не може да кажеме дека е премногу конфузна состојбата во Социјалдемократскиот сојуз. Јас сум среќен дека мислам дека тоа не е така. Или барем не беше така до пред неколку дена. Сосема коректно, вие може тоа да го направите како пресек заради тоа што еден од кандидатите, односно Игор Ивановски, учествуваше кај вас. Постои такво мислење во јавноста дека тоа е некој пресек од кога малце, да речеме, работите стана поконфузни, еве, ако сакаме така да ги дефинираме. Но, ајде да почнеме пред се од почетокот на целото ова. Мислам дека работите добро тргнаа. И јас сум многу среќен за тоа дека сигурен сум, без разлика како ќе се одвива понатаму. Без разлика тоа што ќе се случи на 16 како првиот, да го речам, датум во кој што нешто може да се промени, ведејќи 16 е датумот на кој што извршниот одбор, односно кадровската комисија, таа игра таа улога, ќе одлучи конечно кои ќе бидат верифицирани кандидати за да дојдат на конгрес. Значи без разлика дури тоа што ќе се случи, без разлика како ќе биде на 2 јуни, кој ќе биде избран за претседател на Социјалдемократскиот сојуз на тој конгрес. Мислам дека наметнавме, не да кажам јас, дека сите кандидати сега наметнавме дека никогаш повеќе нема да биде исто во Социјалдемократскиот сојуз. Односно, дека никогаш повеќе нема да се случи да наредниот претседател се бира со тоа што ќе имате само еден кандидат, со тоа што ќе се случи понатаму во СДСМ да доколку и не е еден кандидат, односно бидат двајца или тројца, нема да тераат кампања онака како што ја почнавме ние сега. И мислам дека тоа е наметнато природно, веќе нема да може да се повтори. Без разлика кој ќе биде наредниот. И денеска ви држи оваа теза, стоите на ова? И денеска мислите на тоа што денеска се случуваше? Да, например, овие сите одбори кои се подпишуваат за Црвенковски. Еве ќе ви кажам, дури, значи кажувам и тоа, дека на 2 јуни, што е сосема легитимно и доколку се случи Црвенковски да биде пак кандидат и пак да победи на тие избори, никогаш повеќе нема да се може да се врати назад оваа работа. Секогаш понатаму претседател на Социјалдемократскиот сојуз ќе се бира на еден подруг начин како што било до сега. Ако тргнеме од почетокот, јас сум среќен за тоа како тргна цела оваа кампања. Јас сум среќен затоа што сите оние кандидати кои што на некој начин размислувале порано или целосно се охрабриле тогаш кога Централниот одбор ја донесе одлуката дека ќе има конгрес на 2 јуни и кога се кажа како ќе изгледа целата процедура. И сите ние или најголем број од нас одлучивме дека тоа треба да го направиме на тој начин што ќе влеземе и ќе го објасниме тоа пред јавноста. Ако приметувате, пред да ги поднесете кандидатурите да го објасните. Добро? Не, видете, значи сега се издвоивме ние четворица дека сме спремни да ги поднесеме кандидатурите и мислам дека сите четворица тоа ќе го направиме, можеби и некои други, но сите тоа ќе го направиме до 15 мај. И сосема беше коректно тоа што сите се одлучивме да го правиме во јавноста и ги објасниме нашите програми и нашите визии за тоа како треба понатаму да оди СДСМ, пред се гледајќи на тоа дека треба СДСМ да добие победничка атмосфера која што ќе го победи на идните избори Груевски, односно ВМРО ДПМН. Не беше никаков проблем. Ако приметите вие, ние во јавноста
бидејќи СДСМ долго време кажува, јас се сложувам со тоа, дека постои блокада за тоа каде се може да се да ги каже СДСМ своите идеи. Ние успеавме, сега ќе зборувам ние. Можеме некогаш назад ќе се вратам е од СДСМ инициирана, не од Ајде, ќе медиуми. дојдеме и на тоа. Кој прв почна, но тоа сега не е ни важно. Значи, ние успеваме последните 2 до 3 недели да главна тема биде Конгресот на СДСМ. При тоа, не се до сега, па мислам дека ќе продолжи натаму. Имаме мала криза, можеби овие 2 дена, но мислам дека ќе се исправат работите. Се до сега, тоа е кампања во која што не постои зла крв меѓу кандидатите. Ако приметите, не постоеше никакво дисквалификување на еден со друг кандидат. Ние успеавме да освоиме простор во медиумите во кој што покрај другото, покрај тоа што зборуваме за самиот Конгрес, ние сега имаме можност да зборуваме и голем дел за тоа што можеби порано не го можеле или не сме можеле да го направиме на сите медиуми, па дури и на оние режимските, како што се велеше, во кој што можеме отворено да критикуваме оваа власт. По делот во кој што настапуваат сите кандидати кои што настапувале до сега, вие може да зборувате еден дел за тоа што мислите натаму да правите со СДСМ, но истовремено можете и да критикувате власта. И така успеавме да се наметнеме. Мислам дека тоа е добар принцип, затоа што јас мислам и се уште останувам на тоа, дека ова е периодот во кој што кандидатите, пред се треба да се борат за тоа како на 2 јуни ќе освојат најмногу гласови кај делегатите. Таков е принципот и тоа е основното. На крај, делегатите ќе имаат одговорноста, тие 705 најверојатно делегати. Тоа е бројот на делегати. Тоа е бројот на делегати, ќе се вратиме на тоа. Тие 705, таа бројка се говори. Тие 705 делегати ќе одлучат на крај во името на сите членови на СДСМ. Но паралелно не е лошо, ја мислам дека е добро да сите ние покажеме. Ова е тест, не само како ќе успеете да ги освоите симпатиите кај тие делегати, но сите да покажеме понатаму како ќе се представуваме и ќе ја освоиме понатаму главната цел, а главната цел е СДСМ да победи на наредните парламентарни избори. И овој период е, мислам, сосема добар за тоа, дека првата станица е 2 јуни дали ќе станете председател на СДСМ. Но главната работа за еднината добра на Македонија е тоа како сите и јавноста ќе ги види, и јавноста ќе ги перцепира, и како ќе дојде до тоа да подоцна, бидејќи не е целта за да победите на избори да гласаат само вашите членови. Целта е да приберете, јас сум кажал дека за да се победи оваа власт треба да соберете повеќе од 450 до 500.000 гласови. Што значи тоа е огромен број на неопределени огромен број на луѓе кои што не се можеби во овој момент никако заинтересирани за политика. Тоа се луѓе кои што се разочарани од оваа власт, а никако велат дека нема да гласаат за вас и така натаму. И вие тоа не може да го направите само со тоа што ќе решите дека треба да затворите партиската борба во рамките на органите и во рамките на партијата. И затоа мислам дека сосема коректно се водеше кампањата, ајде да речеме до тој пресек, до појавувањето можеби на Јоре Ивановски на оваа емисија. Но мислам дека правиот пресек е оној фамозен извршен одбор кој што се појави таму негде во петокот, ако добро се сеќавам. Кога Црвенковски се врати од Па најверојатно ние знаеме од шпекулации дали тој бил негде или се вратил, но добро, најверојатно се поклопува. Ја велам од шпекулација од тоа што медиумите дека патувал негде надвор и се појави тој извршен одбор во кој што за прв пат, за жал, значи јас не учествувам во извршниот одбор. Јас можам и ќе избегнам што помалку да коментирам што таму се случило, само врз основа на шпекулации, во кој што прв пат видовме дека можеби помеѓу кандидатите кои што се членови на извршниот одбор се појавува некаква нервоза. Дали основната проблем бил тој дека некој прерано почнал кампања? За мене мислам дека тоа не е проблем. И тоа не може да биде понатаму проблем дека тоа е нефер игра. Знаете, во оваа работа нефер игра е она што јас се уште не може да го приметам од другите кандидати е ако одите и ако на било кој начин
по општинските организации на нелегитимен начин ги врбувате делегатите. А кој е легитимен начин? Нели можеш да идеш доле у базата, па да, нели, едноставно разговараш со луѓето и да... Може. Што е легитимно, а што не е Па да легитимно речеме, у базата ти нелегитимно е да... ако одите, разговарате со делегати, членови и така натаму и на било кој начин водите црна кампања против другите кандидати. И тоа не е во ред. Во кампања и такви работи има. Па, добро да кажеме. Дури најдемократски, нели? Јас сум подобар од него затоа што не го бива, затоа мене ме бива. Да велите подобар од него е една работа, друга работа е да му лепите етикети. Например, за мене, не велам дека тоа го прават овие кандидати, например, нелегитимно ако да лепите етикети и кажете дека еден од кандидатите е предавник, еден од кандидатите е уфрлен елемент, еден од кандидатите работи за некој друг и слично. Веќе ви залепија вам етикет. Правите, па да, ајде сега да не ги мешаме работи, дека дојдеме и до тоа, но да се вратиме на основното, па ќе се вратиме, мислам дека тоа е исто така интересна тема. И се до тој извршен одбор, или вие го кажувате ова, мислам дека работите одеа коректно. Овие последни денови се појавуваат некои шпекулации дека постои некаков конфликт на овој или на оној начин помеѓу некои од кандидатите. Мислам дека непотребно, сосема непотребно, јас нема да навлегувам у тоа. И тоа ќе биде сосема погрешно. Ако некои медиуми се обидат да наметнат дека главната тема на нивниот конгрес ќе биде борбата за тоа кој бил за бојкот, а кој не бил за бојкот. Тоа не е тема. Тоа не е нешто што... Збориме за изборите. За локалните избори. Да, бидејќи некој се обидува, ако кажеме... Ама на крајот на краиштата, па тој нели треба да биде дел од анализата за успех или евентуално неуспех? Тоа може да биде анализа за тоа... Затоа што сепак председателот на партијата повикуваше на апсолутен и потпун бојкот на сите институции, кои партијата очигледно не го прифати. Се сложил, но не може да биде тоа основната тема, како ќе се разликуваат, например, ја не сум од таа сега игра, нели на таква диференцијација, кој од тројцата делегати бил за едното с избором кандидати од овие постоечките, дали имало некои кои што биле цврсто за бојкотот и дали некои не биле за бојкот. Тоа е завршена работа. Тоа не може да биде тема со која што треба да се победи на 2 јуни. И тоа е фингирана приказна. Она за што треба сите да се обидуваме, како ќе ги убедиме делегатите. И што е најважно, како потоа делегатите ќе не примат и како на кого ќе му веруваат дека основната цел, бидејќи единствен политички противник на СДСМ е ВМРО ДПМНЕ. Кој од сите тие ќе успее да го победи понатаму Груевски, тоа е темата на која што треба да ги освојуваме симпатиите на делегатите. Бојкотот, евентуалните предаства, вакви или онакви во тој период, се само замајување на главните прашања за кои што треба понатаму да разговараме во ова што го велиме кампања наша за представување пред делегатите. И мислам дека овие денови тоа се случи. Такво една шпекулација дека такви се подметнувањата помеѓу овие кандидати. Мислам дека набрзо тоа ќе се заврши. Како што спомнавте, денеска излезе исто така една шпекулација во која што се вели дека во еден медиум печатен, во кој што се вели дека постои, односно не се повикуваат на висок извор во СДСМ, во кој што вели дека Кире Наумов ќе биде исклучен од понатаму од трката за добивање на претседателската функција. Мислам дека без разлика, јас нема да навлегувам во тоа и сега денеска кога се јавуваа новинарите, реков дека ако е така, тој извор има многу несмасна изјава или несмасен брифинг и така натаму, бидејќи многу е смешно да се каже дека Наумов ќе биде исклучен од таа трка затоа што, ако го читавте добро, оди натаму, затоа што работел против интересите на Социјалдемократскиот сојуз.
каде тоа некој и како ќе утврди кој во овој период работел против интересите на социјалдемократскиот Сакате да кажете сојуз. дека од вашата партија немате конкретни замерки за вашето делување и настапување во јавност? Па, од мојата партија, никош официјално никој не излегол и не кажал дека има замерки за моите настапи во јавноста. Па неофицијално може да ги сметаме овие кои што брифираат. Тој дневен вестник не наведува за тоа кој тоа го брифирал. Но моите настапи во јавноста се многу одамна. И не знам како тоа некој денеска утврдил дека е тоа така. Наредно, таа формулација дека некој работи против интересите на СДСМ, знаете како, е многу паушална. Ако тргнеме така, јас можам да кажам, а нема да го направам тоа, дека многу други и од кандидатите и од раководството исто така работеле против интересите на може би е потребно и тоа за да се сојуз. Но тоа не е... Сите се согласувате дека се потребни промени во СДСМ, може би едни од промените се потребни токму и на ова поле. Од кое? Може би е потребно, не знам, гледам, сакате да ја заштитите партијата и сметате дека секоја критика може да и наштети на партијата, но нели мислите дека може би најдобро за партијата би било да ги приме сите удари на сите полиња по сите нејзини членови, за да може да се воздигне. Дали знаете зошто го зборам ова? Ова го зборам затоа што ова го видов во ВМРО ДПМН. Имаше сериозна борба меѓу двајца кандидати, од кои едниот господинот Ѓорчев кој сериозно сметаше дека е нефер, дека он требал и што ти ја знам, и ако се сеќавате како завршија изборите таму, партијата беше буквално изрешетана од сите страни. Па едноставно кога се исчисти целиот нивни систем, постигнуваа успеси. Зошто се плашили СДСМ и господинот Ивановски, и господинот Заев, и вие? Едноставно, постојано сите кандидати го велат да се заштити единството на партијата и така натаму. СДСМ нема да се распадне, она е преголема за да се распадне, но во секој случај тоа што ќе остане, тоа би требало да биде здравото ткиво. Значи, јас еви другите го зборувале тоа принципиално. Ја не можам да кажам дека не се грижам за тоа да СДСМ остане компактна. И без разлика како, односно не е без разлика, но после 2 јуни тоа ќе биде најважно. Видете, кога ние зборуваме за промени, или ако јас најрано заради тоа што сум ја на некој начин го земал тој ризик да зборувам за тоа дека треба да има промени. Ако отворено сум критикувал некои од политиките на СДСМ. Јас никогаш не сум ни помислувал дека можам да го нанесам штета на СДСМ и останувам на тоа. Ако јас имам став дека понатаму СДСМ не само што не сме во овој момент да се откаже од било кој свој член, да не сме да направи нешто што ќе значи потоа. Знаете, промените не значи дека треба да ги направите со тоа што ќе скинете, како што некои викаат многу глави таму, условно политички мислам и дека треба целосно раководството да го промените. Тоа не е така. Туку? Тоа не е така, затоа што тоа значи дека ако вие се обидувате да направите партија која што ќе биде победничка и треба да остави 500.000 гласови. Тоа значи дека вие ќе се борите понатаму. Не само да го задржите ова членство и овие луѓе на некој начин да го најдат своето место во СДСМ, туку да привлечете што повеќе и повеќе други луѓе кои што ќе прифатат вашата идеја, кои што ќе се чувствуваат дека можат да најдат простор како ќе ги искажат своите мисли и може да работат на понатаму за партијата и доброто на државата. И тоа не може да го направите со тоа што ќе речете дека вие мора да направите таква некоја си чистка. Тоа не значи дека овие луѓе кои што се сега во раководството или некој дел од нив треба да си одат надвор од партијата. Тоа беше една од грешките до сега на СДСМ. СДСМ многу едноставно се откажуваше од многу луѓе. Таа беше хиперсензитивна на било какво различно мислење. И таа веднаш од сите такви луѓе немаше, како да кажам, сенс да се обиде и да разговара со нив и да праша.
Во ред, што е проблемот? Можеби ние грешиме и можеби ние малце или тука сте многу во треба право. да се промениме Изгубија за луѓе да кои, како што, нели, Бучковски, Јакимовски. А цела таа екипа, но видете, тоа е нешто што се случуваше во последниот период. Ви имате пред тоа откажување од многу луѓе. 2009 година кога дојде председателот Црвенковски повторно начело на партијата. Тој побара на својот обраќање на Конгресот, изјави дека нели се кандидира за председател на СДСМ, се заблагодари на тој говор. На сите од Централниот одбор што си дале оставка пред тоа, ги повика општинските организации сите да се дадат оставка и потоа одново целосно да се направат органите на партијата. И видете, во тој период јас сум дал подршка и сум рекол дека новите луѓе кои што се појавија, и ајде да не ги спомнуваме овде затоа што се некои од кандидати, беше добар потек. Но не можете вие да избришите се друго. Не можете да ги тргнете ветераните, условно кажано ветераните кои што пред тоа на овој или на начин ја формирале таа партија. Не можете да не се обидете да ги искористите нив за доброто понатаму на Социјалдемократскиот сојуз. И ја не мислам да ја правам оваа грешка. Вие се само уште малце. Значи, тоа не е значи и постојано се кажува дека потеркот на ВМРО ДПМН треба да се направи овде реформа. Друг не знаеме овде кака е. Добро, може би вие ќе извадите некој нов процес. Не, ама зашто мислите дека не знаеме? Не, тој сме го виделе во ВМРО ДПМН и толку. Но, на пример, Социјалдемократскиот сојуз, ако мислиме, изгубил на изборите 98 година, потоа со одредени реформи успел да победи 2002 година. И тоа не биле такви, како што вие кажувате веднаш и што ги видовме второ. И да се вратиме на ВМРО ДПМН. Ако зборувате за изборите кога беа кандидат Ѓорчев и господинот Груевски, точно тогаш победи Груевски, ја имаше отворено и никогаш најверојатно немаше да победи, но нема да се занимава со тоа кога немаше отворено поддршката од господинот Љупчо Георгиевски. Се служуваме тука. Љупчо Георгиевски тогаш излезе многу коректно, тоа треба да се цени. Кажа дека јас можам да освоам, сега да не ме држите за збор, 300.000 гласа, за да се победи на наредните избори треба да има 400.000 гласа, таков човек е Никола Груевски. И со таа поддршка на тој конгрес победи Груевски. Но, за нешто вие го зборувате, за некакво си чистење на партијата, тоа дојде подоцна. Не го спомнав, ако добро ме следевте, не спомнав, но раскрстување со некои... Ајде да речеме, ја го викам тоа длабоки реформи. Ајде да речеме дека се длабоки реформи. Ајде да го користам најкоректниот израз што е потребен. Но кога тие дојда? Тие дојда подоцна. Тие дојда тогаш кога настана така наречениот конфликт помеѓу Љупчо Георгиевски и Никола Груевски, ако се сеќавате. Се до тогаш немаше некоја, според вашата дефиниција, реформи. Туку кога настана тој конфликт, таму негде изборите 2004 за председател, тогаш се раскрстија двете условно струи. Господин Љупчо Георгиевски формираше нова партија и тогаш може да кажеме дека со Љупчо Георгиевски отида некои од членовите на ВМРО ДПМН, кои што отида во партијата на Љупчо. И тоа историски се покажа можеби како најдобар потек за ВМРО ДПМН. Но тоа беше потек во кој што настана со таков конфликт. Доколку Љупчо Георгиевски не се конфронтираше или Никола Груевски со него, тие до денеска можеби ќе беа заедно во иста партија. И во опозиција. Но не се случи. Можеби на власт. Но не, сакам да ви кажам, тоа не се случи на конгресот прв на кој што победи Никола Груевски. Не се случи тогаш. Се сеќавате. Значи, ако сакате, значи ако треба аналогија, значи тој процес сметате дека не би требало да биде со нагли резови сега, никогаш. туку би требало тоа да еволуира во наредниот период. Дали ќе имате доволно време до следните парламентарни, бидејќи тие ги спомнав? Дефинитивно, јас не мислам. Видете, сега сама не може да го копира ВМРО ДПМН во ниедна. Не зборам за копирање, тоа се некои природни процеси. Не е природен процес такво раскрстување, тоа не е природен процес за мене. Па да. Видете, секогаш кога СДСМ во овој период, во овие 7 години, посебно во последните 4, кога се обидувал да го копира ВМРО ДПМН, тој грешил и секогаш губел. И јас сум бил најголемиот противник за таа политика. Ако сакате да зборуваме отворено, затоа што денеска таму нели ми се лепат некои етикети како критичар на СДСМ,
не на Бранко Црнковски, но обично сака да ги залепат само за него, туку на раководството. Било тоа кога раководството донесувало во овие 7 години одлуки со кои што се обидува да отиде да игра на теренот на ВМРО ДПМН и да го окупира во некои одлуки. И да не се навраќаме на тие, или ќе дојдеме подоцна на тоа. И затоа ја мислам дека СДСМ треба да има друг начин на тоа како ќе се реформира. И тоа е можен. Тоа е можен со мирен конгрес, тоа е можен со демократски процедури внатре и тоа е можен да после втори да победи најдобриот и потоа да се почне со реформа на Социјалдемократскиот сојуз. Време ни е за првиот блок на реклами. Влеговме длабоко. Ја би ве замолил да направиме кратка пауза и секако ќе имаме доволно време за да се доискажете. Имаме уште многу подпрашања. Се враќаме веднаш, почитувани гледачи. Повторно во живо од студиото на Јади Бурек гостин Кире Наумов, кандидат за председател на СДСМ. Сакам да бидам малку поконкретен, па и малце подинамичен, затоа што малку поконкретни одговори, поконцизни би ве замолил, иако ќе имаме доволно време за ваши обширни образложувања. Но, она сега што ми е најбитно од најактуелното. Кандидатурата трае до 15 мај, така? Треба да се поднесат кандидатури. Дали ги поднесовте? Дали вие и дали другите ги поднесат? Дали имате податок? Колку што за другите не знам. Денеска, односно вчера разговарав со генералниот секретар некои консултации. Јас ја немам поднесено, но тоа ќе го сторам или утре или заутре, односно утре 14, односно 15, ќе поднесам онака како што треба со подпис мојата кандидатура, еден образец за само кандидатура или кандидатура и ќе ја поднесам програмата со што официјално треба да лезам во она што значи процедура во која што на 16 извршниот одбор треба да донесе одлука од оние кандидати кои што официјално поднеле кандидатура. Во овој период, значи до сега, она што значи се случуваше до 10 требаше сите општински организации на Социјалдемократскиот сојуз ги завршат своите конференции, да ги евидентираат кои се од нивните општински организации кандидати за председател, но тоа се уште не значи ништо. Официјално, кој тие ќе ги евидентираат, и сега има шпекулации или можеби се точни бројки дека се вртат десетина имиња, за она за кој ќе одлучува извршниот одбор на 16, односно кадровската комисија, ќе одлучува само за тие што до 15 ќе поднесат кандидатура како образец и својата програма. И на 16 ќе ги разгледуваат тие. Значи вие утре поднесувате кандидатурата. Па ја мислам дека во текот на утрешниот ден. Дали другиве кандидати ја поднеле својата кандидатура? Дали имате податок? Немам податок, значи немам податок, не сум разговарал со нив, ниту па секретарот, него ни прашав, денеска не ми спомна такво нешто, но сигурен сум дека ќе ги поднесат во нормалниот рок. Можеби, заради тоа што, иако ништо не менува, некој и сега тука можеби организацијата, самото раководство или генералниот секретар на кој што мислам сега целосно е оставена на него работата, требаше подобро да ги организира и на 10 да завршат сите конференции. Тоа не се случило, имавме период пред тоа во кој што имаше многу неработни денови и ајде, не е никакво зло, но сепак малце е прекршена, да речеме, тајмизите на процедурата, но не е страшно. Се уште се довршува и денеска имам информации дека некои општинските, иако е веќе 12 ги довршуваат своите конференции, не е тоа страшно, можеби сите чекаат да се завршат сите конференции, иако ништо не менува и да ги поднесат своите кандидатури. Значи јас кажувам дека во текот на утрешниот ден најверојатно ќе поднесам кандидатурата и програмата. Општинските организации сега собираат подписи и они сосема легитимно е нивно право да одлучат, се собираат луѓето доле во базата и одлучуваат, слушај, ние сакаме да се кандидира тој и тој. Оно што се калкулира дека 10 до 15.000 подписи се веќе собрани да остане Бранко Црвенковски. Како го коментирате тоа и ме интересира дали ако евентуално Бранко Црвенковски остане биде кандидат, иако он 2 пати
тврди наводно, за едно знам, за втор пат шпекулирам, дека значи рече дека нема да се кандидира. Може ли да се измени таа состојба во врска со притисок од членството и слично? Сосема не важно дали врз основа на притисокот или дали затоа што самиот Бранко Црвенковски ќе го одлучи тоа. Значи, Бранко Црвенковски сосема легитимно може да поднесе кандидатура и програма до 15. Значи, тоа не е ништо спорно. И Бранко Црвенковски ќе биде легитимен кандидат за председател, кој што на 16 исто така на извршниот одбор, односно на таа комисија, треба да си помине дека ќе биде кандидат на 2 јуни. Значи, тука не е ништо спорно. За мене е сосема разбирливо. Значи, целосно разбирливо дека се собрале десетина, 20.000 подписи во СДСМ од луѓе кои што инсистираат или бараат Бранко Црвенковски да биде повторно кандидат за председател и да биде председател. Не ми е ни чудно ни тоа што во многу општински организации, не е важна ни бројката, дека има предлози во кои што се вели дека имате и такви слушнав предлози во кои што се вели единствен кандидат е господин Бранко Црвенковски, а доколку он не ја прифати кандидатурата се наведуваат некои други. Знаете дека сега се оперира со таа бројка 15, 20 се, мене не ми да чудило ни 30.000 подписи да се соберат. Затоа што знаете како Црвенковски освоил на последниот избори 300.000 гласа во оваа држава, локалните, ако речеме под негово раководство, СДСМ освоила 300.000 гласови. Каков е проблем да се соберат 20 или 30.000 подписи на членови од Социјалдемократскиот сојуз? На што тогаш со вашите кандидатури? Ништо. Нели доаѓаат до... Али само да довршам, ќе ви кажам со мојата кандидатура, не со другите, не знам за другите. Значи, видите како, разбирлив е, сосема разбирлив е стравот. Ја го наречам стравот или загриженоста на некои членови од Социјалдемократскиот сојуз, што ќе се случи после Бранко Црвенковски. Еден мал пример, вие сте љубител на фудбалот, како што знам. И ако гледавме вчера, споредбата е можеби непримерна, но сакам на некој начин да кажам разликата. Вчера имавме ние и слушавме колку тоа луѓе навивачи, па и играчи, па и не знам, дел од раководството на Манчестер Юнайтед, па јад во несве што ќе се случува од кога Фергусон ќе напушти таа функција. Односно нема да биде више тренер после 27 години водење на тој тим. Ова е многу елегантно и джентлменски од ваша страна споредбова на Црвенковски со Фергусон да ја дадете, но джентлменска, но сакам да ја кажам какво е чувството таму. Па зашто, на пример, Фергусон нема волку неуспеси. Немал неуспеси можеби во последниот период, имал во некој период исто неуспеси, Црвенковски имал победи. Но тоа е точно дека во последниот период Црвенковски има 2 порази на изборите. Нема, тоа сум го кажувал и тоа е факт. Но сега да ја кажам, не е проблем дека може да се соберат 30.000 подписи, не е проблем никаков дека општинските организации така реагираат. И мене тоа не ми пречи. Или, како да ви кажам, имам сосема разбирање за тоа. Мене ниту тоа, ниту било какви овие шпекулации кои што се појавуваат денеска, значи или кои што се појавуваат наназад, дека Наумов е аутсайдер и така натаму, и може да зборуваме и за тоа. Нема да промени мојата одлука понатаму да продолжам со активностите за тоа дека се ја водам кандидатурата онака како што јас мислам. Добро, се до крај. Мислите ли дека имате шанси ако Црвенковски остане и натаму? Дали сметате дека имате шанси, не само вие, него било кој? Јас доколку на 16 комисијата, односно извршниот одбор, ја прифати мојата кандидатура, ќе останам кандидат на 2 јуни без разлика кои и колку кандидати ќе има други. А за тоа дали имам шанси, ќе покаже 2 јуни. И сметате ли дека имате нешто? Ако некој од другите кандидати, значи видете, можеби некој од другите кандидати во своите изјави, јас знаете како, нема да се обидам во ниеден момент со ризик дека нема да станам на 2 јуни председател. Да на било кој начин се додворувам на делегатите или членството на непримерен начин, со тоа што ќе кажам едно или друго. Другите кандидати може да кажуваат, можеби некои дури се потпишале на оваа иницијатива да остане Бранко Црвенковски. Но тоа е нивни избор. Ја не можам да кажам, бидејќи јас искрено не сум чуле во јавност дали Црвенковски рекол дека нема намера да се кандидира. Но ја верувам на тие негови, да речеме,
она што беше брифирано дека тоа го кажал на централниот одбор, но нема да ми менува ништо и ќе биде сосема легитимно ако се предомисли. Ја не тргнав како некои од делегатите кои што велат. А мислите ли дека е добро да се премисли? Мораме да застанеме тука. Ама тоа не ми менува. Мислам, како не менува? Ја менува целата атмосфера, ја менува целата ситуација. Ги менува сите оние надежи за нови демократски промени кои треба да се случат. Ама видете вака, ако делегатите членството не се подготвени или мислат да ја прифатат она што ја го мислам како програма со која што треба да се направат некои промени и повторно гласа за Црвенковски, тоа значи дека е вистинската одлука на СДСМ да тоа биде така. И тоа ќе биде најголема радост за ВМРО-ДПМН. Не знам што ќе биде за ВМРО-ДПМН радост или не, но тоа е одлука на Конгресот. И вие сега може да ја после тоа јас коментирам вака или онака, да кажам дали може би тоа понатаму ќе донесе прогрес или не на СДСМ. Не можам сега да кажувам нешто дека таа работа не може да се случи или на некој начин да речам дека е непримерно. Зошто се кандидирате уопште? Како мислите зашто? Зошто уопште се претендирате да станете председател? Од аспект на тоа дека и вие велите дали во ваква констелација имам шанси да победам или ме прашувате зошто Многу ми се допадна вашите подпрашања. Имав стрейт прашање без додавки, но и додавките ми се допаѓаат. Многу ме прашуваат во овој период на тој начин. Зошто се кандидирате кога сигурно ќе изгубите? Но тоа не е така. Добро. Значи јас мислам дека не го мислам дека ќе изгубите. Ако има фер игра понатаму, да, дека сосема имам реални шанси да победам на Конгресот. Една од прелјавите работи со која ве гаѓаат сега, што може прилично да ви наштети на изборите, е дека сте човек на Груевски, дека сте уфрлен од страна на ВМРО-ДПМН да пуштите корен, да се наместите и така натаму да имаат свој човек. Ај малце да го објасним и тоа. Значи јас, она што е мојата цел натаму, не е само да победам како председател на СДС. Мојата цел е да го победам Груевски. И јас мислам дека многу брзо, со брза реорганизација на како што ја замислувам, СДСМ ќе го победи Груевски на идните избори. Првите кои што следуваат се председателски, но на идните парламентарни сигурно мислам дека ќе го победи. За да влеам таква сигурност и да кажам дека сум решен, ја мора да покажам следно, дека сум подготвен сега на ниеден начин да не се жалам и да плачам на тоа што се случува во процедурата за овој избор. Тоа значи дека воопшто и баш сакам да покажам дека можам да го издржам целото тоа и да победам на овој конгрес, што ќе ми биде предност по тоа кога сакам да го победам Груевски. И сакам да кажам следно. Значи во овој период јас исто така се борам со тоа што мислам дека ќе беше добро на почетокот да се појавеше списокот на делегати. Тоа уште го немаме. Уште од почетокот го рековте, списокот на делегати ви беше го баравте да го покажете и да го имате и така натаму. Чисто за да не се фрли дамка на процесот. Тој список сега понатаму не е потребно некој може да го искористи како дамка на Го добивте ли конечно? Не го добив. Но ја продолжам натаму. Во ред. Јас одам натаму и не викам дека заради тоа јас ќе изгубам, нема да изгубам заради тоа, пак ќе победам и без да го имаме. Дали ниеден делегат во моментов не знае кои се ниеден кандидат не знае кои се делегатите? Не навлегувам тоа, но не верувам. Јас мислам и не сакајќи пред изборите еден или двајца од делегатите, знам дека го имаат, но тоа не е важно. Ја не продолжувам понатаму да правам драма од тоа, односно не продолжувам понатаму да речам дека заради тоа нема да го добијам довербата на делегати на Конгресот. И одеја натаму, иначе, знаете како, ја мора да се однесувам малце подруго од тоа како до сега СДСМ се однесуваше и секогаш знаеше да едноставно плаче на тоа што се случува и што и прави ВМРО-ДПМН. И принципиелно од тој аспект настапува. Ако кажувавме до сега дека ВМРО-ДПМН на овој или оној начин на изборите прави некакви манипулации со избирачкиот список, тогаш велев дека е исто така добро да сега ова што де факто изгледа како избирачки список го имам. Но тоа не е важно. И продолжувам понатаму. Понатаму исто така. Кажувавме дека еден од големите проблеми зошто се нефер изборите и како тоа ВМРО-ДПМН
игра и ги добива изборите беше следното. Дека баравме од функционерите на ВМРО ДПМН да во текот на кампањата не ги користат своите ресурси, односно нивните министри, функционери и така натаму, не учествуваат во кампањата. Во овој момент, јас исто така не правам голем проблем со тоа што, али морам да го нагласам, дека тројца од овие делегати за кои што зборуваме сега, ако зборуваме дека сме четворици, ако може да се појават и повеќе, тројца од овие, се извинам, кандидати се де факто членови на извршниот одбор и функционери кои што се во комисијата која што треба да одлучува на 16 кој ќе биде кандидат. Тројцата од нив се во тој орган. Тие И сметате нема да биде проблем? Јас верувам дека нема да има проблем, но го нагласувам тоа. Го нагласувам дека ако сакаме Искрено се принципијално... надувате дека ќе бидат принципијални и демократични при тоа? Да, при тоа мислам. Затоа што рековте, ако ја прифатат мојата кандидатура, кој е нивното дискреционо, имаат ли они дискреционо право да ве откачат или треба... треба... исто како другите 24 членови на извршниот одбор. Јас Го мислам... прифаќаме ли овој, го прифаќаме, не го така, прифаќаме? Јас принципијално мислам дека ако ништо друго, чисто принципијално да се однесуваме подруго од другите, дека тие кандидати беше во ред да си дадат оставка не од тоа дека осеќаат одговорност за оно што се случувало до сега, бидејќи никој не поднесе оставка само од раководството после изборите, не од тој аспект да се поднесат оставката, но чисто да се поднесат оставка од своите функции, за да понатаму рамноправно сите учествуваат во оваа трка за председател на СДСМ. Но тие не го направиле тоа во ред. Јас продолжувам натаму, иако може би на денот на 16, тие ќе се на некој начин оградат во својата одлука. Но и тоа е фер. Ништо не ми И одговори. само уште ова, Да. и последното. Во сите 7 години ние кажуваме дека една од работите за која што оваа власт не може да ја смислиме е тоа дека постојано има една црна кампања за тоа каков е и што правил Црвенковски. Добро. Добро. Во еден подолг период, а посебно во овој период сега, се води една подземна кампања која што никогаш нема да кажам дека ја водат против кандидатите. Но ја води некоја група и не навлегувам која е таа, која прави врз основа на социјалните мрежи, меѓу членовите, меѓу делегатите, посебно последниве 3 дена тоа пак се појави, во кое што се води кампања за тоа дека Кире Наумов е човек кој што работи за ВМРО ДПМН, односно за па оди таму дека човек на Груевски или на Токму тоа сакав да ве потпрашам, не ми одговорите. неизбежниот Мијалков. Без никаква основа. Но знаете како, кога ќе решите на некој да му залепите етикета и кога тоа го повторувате, тоа го правите. Знам како е тоа. Условото, да, приказната е следна. Зошто е тоа така? Имате општински организации во кои што се вели затоа што тој зборувал против Црвенковски и раководството. При што ја најмногу пати сум го критикувал Црвенковски и целото раководство. Ја немам начин да се бранам за тоа. Немам начин да кажувам и да повторувам. И тоа го прават луѓе кои што ниту нешто прочитале од мене, ниту нешто ме слушале што сум правил на јавните настапи. Туку едноставно ви лепат етикета. Ја немам намера сега да кажам што се сум кажал, сум се обидел колку што знам и можам да делегитимирам оваа власт и да работам за И тоа сте во право, многу е неблагодарно сега нели да ве фатам дел по дел што сте кажале, па дали тоа и така само уште натаму. ова, не само ако ми дозволите. Само уште ова што е одговорот мој на настаното. Не се важни. Значи никој не ги акцептирал тие настапи. Колку јас сум знал и умел да влезам во некаков дуел колку што ми било возможно и со премиерот, и со некои од министрите и слично. Но одговорот мој на тоа е ако јас сум предавник и ако јас сум човекот кој што треба да ја преземе партијата под патрон на ВМРО ДПМН и, не знам, Груевски, тоаш мојот одговор е следен. Ако тоа го правите врз основа на никаква анализа, јас ќе кажам дека оние што овие 7 години работат за ВМРО ДПМН и Груевски се тие кои што во овие 7 години го имале орудието најголемо во своите раце, тоа се вика СДСМ, кои што требале во овие 7 години да се обидат и да го победат Груевски
на избори неколку што се појавиле Ај, до сега, парафразирајте го а кои што одговорот уште тоа не еднаш. го направиле. Ај уште еднаш парафразирајте го одговоров. Значи, Зборам за да поедноставите одговор го. на оваа Да, етикета. дека сте човек на Груевски. На Груевски. Ја велам дека предавници луѓе на Груевски и кои што работат за ВМРО ДПМН се оние кои што ја раководеле, во имале во своите раце најмоćната алатка, тоа е СДСМ, која што требало да го руши Груевски од власт. И тоа не го направила во последните 5-6 изборни циклуси. Не го ни начнала. И ако ги видиме последните избори, не го ни допрела. И единствен одговор на ова е тоа. Ако така ги водиме работите, кој е предавник и кој работи за Груевски, тие се луѓето што работат за Груевски, што го остават. И јас мислам, ако не се обидат да реформираме СДСМ, не мора јас да бидам председател. Ако не се обидат да реформират СДСМ и на еден друг начин, така како што кажувам и јас, и како што тргнаа некои од другите кандидати, бидејќи слично зборуваме, од различни позиции, но слично. Ако тоа не се направи, тогаш кажувам дека Груевски ќе остане уште 17 години. Две подпрашања. Многу непријатни ми се наметнуваат од неџентелменски подпрашања ми се наметнуваат од ова ваше искажување. Дали сте имале некакви тајни разговори со Груевски или со Мијалков? Никогаш. Дали Вака. Значи јас сум во имал врска со тоа за поддршка и слично? Ајде вака. Добро. Официјални разговори и со Груевски и со Мијалков. Само во период кога сум бил директор на Агенција за разузнавање, бидејќи тоа било дел од нашата работа. Официјални разговори затоа што покрај тоа што директорот на Агенција за разузнавање е подпредседателот, Агенцијата за разузнавање ги дава своите информации на пред се тројца корисници на информации. Добро, не мора да идеме у детали. Председател, премиер и председател на собрание. Не мора да идеме у детали. И второ, јас сум бил тоа не е страшно. И јас сум би било непримерно и би било нешто што значи дека не си ја сакате својата држава едниот и другиот, ако во тој период не сум имал официјални состаноци со директорот на управа за безбедност и контраразузнавање, тој е господинот Мијалков. И на крајот сите тие средби биле затоа што така функционирало тоа, со знаење и бил запознаен председателот на државата Бранко Црвенковски. Од после тоа, освен случајна средба, една со премиерот кај во една емисија и уште две случајни средби низ Скопје со Мијалков, тоа се сите средби од 2008 до денеска. Сте имале ли прашањето е, не е за средбите, прашањето е. Дали сте имале понуда некаков во тие средби, дали имало некаква разговори да ве врбуваат да бидете јас сега ќе ви човек кажам и така една работа. Јас тука нема да бидам скромен, иако сум во животот многу скромен човек, но заради ова нема да бидам скромен. И јас мислам и тврдам дека ВМРО ДПМН најмногу се плаши од тоа ако Кире Наумов стане председател на Социјалдемократскиот сојуз. И ВМРО ДПМН ќе искористи лекоумност на некој членови од СДСМ и самиот може да ја форсира оваа приказна. Јас се кажам и мислам дека ВМРО ДПМН се плаши само од Кире или пред се од Кире Наумов како председател на СДСМ. Ќе ризикувам повторно да испаднам дека не сум ве сватил добро. Рековте дека ВМРО ДПМН има алатка за уништување и за контрола на СДСМ токму од луѓе кои се во СДСМ. Дали добро ве разбрав? Не сте ме разбрале добро. Јас кажувам дека ако кажуваме за тоа кои се предавници во овој период и кој работи условно за ВМРО ДПМН. Кој работи условно? Кажувам, условно може да кажете дека работи за ВМРО ДПМН, условно. Оние кои што ја раководеле алатката, кој е во моментов и се уште ќе остане и после 2 јуни најверојатно. Која е алатката со која што може да го рушите Груевски во овој момент, политичка? Тоа е СДСМ. Така? Така. Тие што ја раководеле во овие 7 години, таа алатка, најмоćната алатка за го руши Груевски, а не го направила тоа. Изгубиле 7 избори. Така? Де факто се они вината нивна и тие се тие што можете да кажеме, не ја префрлам вината, него ја кажувам. Тоа е едини начин како ја може да се одбрана тоа. Како тоа Наумов работел за Груевски или понатаму ќе работи за Груевски и за, не знам, ВМРО ДПМН, а оние кои што во овие 7 години треба да го срушат, тие не работа за Груевски. Тие се правите опозиционери, тие се единствените опозиционери. СДСМ има проблем во овој период.
еден од најголемите проблеми, што се затвори во себе и самиот одлучуваш кој има лиценца и тој даваше лиценца за тоа кој може да биде опозиционер. Тоа не може да го правите така. Секој што малце подруго размислува, секој што ако покрај тоа што критикува власта, во еден момент кажува дека нешто не чини во СДСМ, тој не е опозиционер. Тој веднаш е предавник. Секој медиум, секој интелектуалец кој исто така. Видовме како преку ноќ стана Јакимовски предавник. Така, но ајде тоа да речеме некој тип на политички земјотрес, па може би нешто може да речеме дека има минимум оправдување, но не целосно. Но јас зборувам за плејада на луѓе, плејада јавни личности, плејада интелектуалци, бизнисмени кои што биле блиски до СДСМ, а се сега дистанцирани. Така и тоа некои затоа што сами сакале, но голем број затоа што СДСМ имаше еден арогантен, неисправен, погрешен начин како ги елиминираше и како велеше дека сите тие се на некој начин слуги на власта. Зошто? Затоа што некој од нив врз основа на своите сваќања доаѓал и во еден момент ја критикувал СДСМ. И вие не можете заради една критика да веднаш им лепете на луѓето такви етикети дека се платеници на власт. Имате ли вие јасна представа со кого треба, ако евентуално бидете избрани, а и се едно и да не сте избрани. Да. Очигледно дека изминатиот период и вашите медиумски настапи имате доволно време да го покажете својот капацитет кој е несомнен. Не ви ласкам, но очигледно дадовте многу сериозни аналитички, имавте и простор. И со сите пропусти, не спорно, јас сум многу ворете тоа, но дали вам ви е јасно со кого треба да се имате работа во СДСМ и на кого СДСМ треба да се подпре у своето лидерство. Значи, зборам за челните места. Со кои луѓе имаат или немаат капацитет и така натаму. И сакате да ја заштитите, колку што ве сватив од почетокот доста опширно, да ја заштитите партијата од големи земјотреси, да немало големи чистки и така натаму, но очигледно има некои кои не можат да трчаат. Еве го маратонот се трчаше вчера, така? Некои можат да истрчаат 42 километри, ама има повеќето нема да може да го трчаат. А очигледно ова се работи на долги трки со многу визионерство, со многу менеджмент. Вие такви луѓе, дали ви е јасно кои се, а кои не се? И со такви што ќе правите? Ќе ги влечете да не можете да трчате или едноставно ќе почнете со тие чистки од кои сакате во ракавици да останат? Чистки, не, ќе ви кажам. Ајде, може да го објаснам минимум концептот на организација и тука ќе ги откриеме сите работи, веќе воопшто не зборував до сега за тоа како ја мислам некои од идеите за тоа како мислам понатаму да ја организирам пред СДСМ. Значи, постои огромен капацитет на луѓе и во самото СДСМ, но постои огромен капацитет и на луѓе кои што од било која причина станале пасивни и постои еден огромен број на луѓе кои што ги знам, ги осеќам, ги чувствувам, приоѓаат, кои што не биле никогаш членови на СДСМ, а би сакале во едни други констелации и во други констелации. Океј. Кои се тие други констелации? Сега ќе ви објаснам. Значи ги спомнав пред тоа, значи отвореност на партијата, но ќе кажам, и кои што не се сложуваат со оваа власт. Ние имаме ситуација сега. Огромен број на гласачи, луѓе и граѓани кои што велат не се сложуваме со политиката на ВМРО ДПМН, но за ваквиот СДСМ не би гласали. Тука не е само, често велат оние што се злобниците, само сака да кажат додека е Бранко на власт нема да гласа на СДСМ. Не е таа правата дефиниција, со ваквиот СДСМ нема да гласа. И тука најверојатно мислат на Црвенковски и дел од раководството и тоа не е само кадровска приказна, туку како е организирана. Затоа сакам да ви кажам, што е мојата идеја за натаму и ќе видите како од прилика ќе се појават луѓето кои што треба да се појават. Сите ние што викаме тие нови луѓе, нова енергија, млади луѓе кои не сме ги виделе, кои се баш така. Underground. Но вие мора да го поставите системот таков да биде широк доле за да може да ги прилечите нив и стварно сите да се чувствуваат дека ќе имаат место. Не можете да го правите
направите тоа, Ама кога како веќе што ми велите кога сега, главата е веќе, бидете? ама кога веќе се поставени, еве рековте, тоа се луѓе со кредибилитет, станале пасивни, самоволно, Што кога се поставени? доста се поставени се во врвот, не може. Не се поставени ништо. Видете сега. Ние ќе имаме конгрес на кој што ќе се избере председател, ќе се избере централен одбор и потоа председателот мора да има идеја што понатаму. Добро. И еве сега да ви кажам. Значи прво и основно, ајде да почнеме од следно. Значи партијата мора да се обиде да ги отвори рацете за сите. Таа мора да направи начин како да собере, јас велам. Груевски ќе освојува со својата политика уште некој период 400 до 400 и нешто илјади гласи. Начинот како да го победите не е тоа да намалите од неговиот број. Тој има механизми, исправни, неисправни, не навлегувам у тоа, тоа е друга тема, тој ќе ги освојува тие. Вие треба да привлечете на другата страна 450 до 500 илјади гласови. За таа работа треба да го направите следното. И најпрво, она што го кажав како прва работа што треба да се направи после изборот на председател е да се размислува за тоа како да се децентрализира целата партија. Децентрализацијата мора да оди и негде ќе се поклопуваме без разлика кој кога го испомнал тоа со некој од кандидатите. Значи најпрво мора да општинските организации си ја добијат својата самостојност. Завршува таа приказна дека веќе некогаш ќе добиваат инструкции за тоа пред се како кој ќе биде градоначалник и како ќе изгледаат листите во соодветните општински организации. Како што беше до сега. Како што било до сега. И при тоа самите општински организации ќе си ја прават програмата за тоа како треба да изгледа да настапат на наредните локални избори. Луѓето што ќе се нафатат сега на таа функција дека сакаат да бидат и ќе успеат да бидат председател на општинската организација, ќе си знаат дека нивната натамошна идеја и политичко действување е следно. За жал. И одговорност, за жал. Да си ги изберат луѓето кои ќе бидат на листа и за жал или за среќа на наредните локални избори, тоа ќе бидат кандидатите за градоначалник. Во целиот период до тие избори, тие луѓе ќе размислуваат и ќе го прават тоа. Но тоа сериозно не се почитуваше до сега. До сега центарот ги командуваше тие работи. Да, затоа да довршам. Тоа значи дека тие луѓе не може како до сега. Имавме председатели на општински организации кои што викаат јас сум председател на општинска организација, кој ќе чека до локалните избори. Меѓувремено на парламентарните сите сонуваат дека може да бидат на листите за парламентарни избори. Не, таа работа завршува. Сите ќе се знаат пред тоа, ќе се знаат дека тоа е нивната идеја понатаму. Наредно. Шеста, ова е важно. Јас предлагам дека ќе имаме 6 подпредседатели. 6 подпредседатели и сите 6 подпредседатели некако до сега тројца од да речеме од Скопје, па за декор некој од надвор. Не. 6 подпредседатели кои што ќе доаѓаат од сите 6 изборни единици. Поставена значи на партијата врз основа на изборниот модел. 6 подпредседатели значи ќе се доаѓаат од тие 6 изборни единици. Тие 6 подпредседатели ќе имаат своји регионални канцеларии во градовите од 6 изборни единици. Тие луѓе мора да имаат огромна способност за организација. Тие мора да се формираат значи местни канцеларии таму и ќе се грижат за целата своја изборна единица, односно за општинските организации таму. Во принцип, тие шесторица ќе треба и да бидат најсериозните кандидати за 6 носители на изборните листи. И ќе се знаат тогаш дека тие луѓе што ќе се решат, ќе се појават и ќе се кандидираат за оваа работа да бидат регионални подпредседатели, односно на партијата, дека ќе се ја прават и ќе се ја замислуваат понатаму листата за оние луѓето кои што ќе доаѓаат на нивната листа. Ова е оригинален модел или ова е некој модел кој веќе се применува компаративно некаде и така натаму? Или сметате дека ова е најдобро? Моделот се вика, мислам дека најдобар се вика пресликување на партиската организација врз основа на изборниот модел во земјата. Значи како што ги бираме парламентарците, така и партијата да си ги бира своите 6. И тие исто така ќе си функционираат со тоа што мора да имаат организација, мора да си најдат начин како ќе се направат регионална канцеларија, како ќе успева да комуницира со општината и така натаму и нормално со централата. И наредно, што е најважно, мислам дека веднаш треба да се работи после конгресот на формирање на влада во сенка.
Влада во сенка, тоа е сериозен ангажман. Тоа е сериозен ангажман, тоа е ангажман Многу кој што пати е јас извинувам, само никогаш не морам. Многу пати е најавуван, никогаш не профункционира. Влада во сенка, само да им објасниме сосема на кратко на гледачите. Тоа е да имате паралелна влада како што е оваа што е функционална. Сабајле идеш на работа у 7, почнува состанок, ти си премиер, ти си министер за тоа, ти Ја си уште подобро ќе се обидам да како ја замислувам уште по детално. Значи веднаш после тоа треба да се отвори тој процес и да се понуди на членови од партијата, на експерти од надвор, луѓе кои што се блиски со социјалдемократската идеја, да им се понуди и на некои од коалиционите партнери кои имаат кандидати за одредени места, да се обидат и да дојдат да конкурираат за тоа дека може да бидат министри во владата во сенка на Социјалдемократскиот сојуз. Сите тие кои што ќе бидат кандидати за тоа, за соодветните ресори, треба да направат детална програма која што мислат понатаму да спроведуваат. При тоа, одиме понатаму, основно е дека оние лица кои што ќе решат да бидат и ќе се кандидираат и ќе постанат членови на владата во сенка, министри во владата во сенка, нема да можат да бидат на листите за пратеници. И тоа е основното. Знаете, до сега постоеше принцип следен. Од раководството горе, приказната ако проже, проже. Значи, се сместувате на некој од добитните места на листите. Добро. И одите вака. Ако победиме на избори, супер, ќе одам, ќе си станам министер и окей. Ако не победиме на избори, останувам пратеник 4 години, сум обезбеден и слично. Да. Сега веќе тоа не може така. Се знае кои ќе бидат носителите на листи, како што кажа подпредседателите на таму слично. Оние што ќе одлучат да бидат министри во владата на сенка, во сенка, нема да може да се најдат на листите за пратеници. Тоа се луѓе кои што длабоко, цврсто ќе веруваат дека СДСМ ќе победи. Зошто да се појавуваат за пратеници кои ќе се сигурни дека ќе освоиме мнозинство во парламентот и ќе бидат соодветни министри за соодветните ресори. И одиме уште натаму. Добро. Покрај што ќе дојде со програма министрите, секој од министерот треба барем уште двајца од своите соработници исто да ги представи во својот тим. Например, министерот за финансии, кој што ќе дојде со својата програма, паралелно до себе треба да каже: мој директор на управата за царина ќе биде овој лик и мој директор на управата за јавни приходи ќе биде овој лик. Да рече, министерот за култура ќе каже дека директор на фондот за филм ќе биде заедно со него тој. И вие морате, односно мораме, да направиме целосен пресинг на тоа како функционира актуелната влада и како ќе прават министрите, односно како ќе парираат на соодветната влада. Значи, на некој начин, паралелно ќе одржувате седници, ќе се анализира власта што прави и по одредени сегменти да можете да излегувате медиумски со своји ставови. До сега тоа беше све ад хок. Министерот за финансии ќе мора да се следи работата, сега него го знаеме. Што прави актуелниот министер за финансии? Во денот кога ќе дојде министерот за финансии ќе соопшти некоја мерка или нешто што се случило и така натаму, тој мора да ги следи сите, најпрво она што до сега не фалеше. Тој не може да не ги знае сите податоци што се ги појавува Министерството за финансии, да се ја прави стратегијата и да излегува и да каже контра предлози. Тие мора самите министри, заедно со своите да речам помошници, кои што ќе си одат за тоа, ако ќе биде директор на царина и ќе каже нешто и така натаму, мора да реагира со одветниот предлог во сенка на директор царина. Кога ќе се појави кај тебе министерот за финансии, актуелен, министерот за финансии во сенка не може да плаче. Па види, знаеш, синој ќе доби кај Јанко 2 часа. Треба да бара одма утредента да дојде тука. И ќе ти се јави. Ти можеш од било која причина да го одбиеш. Но и да го прифатам. Но ќе го бараш пак. И не само тоа, нека ќе дојде за ракав, ќе те фати пред сител, ќе си донесе камерче и ќе каже зашто не ме викаш мене да ги кажа моите ставови. Кога ќе се случи поплава негде во некое место, министерот во сенка од земјоделие треба да се успее да стигне пред актуелниот министр. Пред актуелниот министр на лице место. Без разлика што тој ги нема алатките сега во себе. Без разлика што министерот актуелен за земјоделие го има тоа, но тој треба да стигне пред тоа. Или министерот во сенка треба веќе пред тоа да увиди самиот дека каналите не се исчистени и да наговести што ќе се случи.
и така натаму. Колку При тоа луѓе сериозно можат, мораме уште ова само на кратко одговорите ми го да идеме на вториот блок пауза. Значи, министрите и власта е платена, тоа е нивна професионален ангажман. да. Колку може, најчесто ова не се организира во опозицијата, влада во сенка и до сега немало, затоа што прво финансиски е неиздржливо за поголемиот дел од членовите. Што сметате, колку може ентузијазмот, бидејќи овдека се работи сепак за сериозен политички ангажман? Сега ќе ви кажам, може и возможно. Возможно. Најпро, видете, мора да се обидете, не може да плачете. Значи, не може да кажете опозицијата е блокирана медиумски, опозицијата нема пари, опозицијата не знае да се финансира. И што? Се обидете. Вие мора да се обидете. Значи, на овој начин вие мора да се обидете да ги одблокирате медиумите. Ја не верам медиумите да не сакаат. Сите медиуми, освен македонската телевизија, може да се имаат страна. Но вие треба да најдете начин како да влезете во медиумите. За да може да го кажете видете, ставот. секогаш опозиционите партии, па сегде во светот, во Шведска, како најголема демократија, опозиционите партии имаат проблем со финансирање за разлика од партиите на власт. Но овде ќе бараме и лична одговорност. Сега видете, ќе треба тие луѓе да се имаат во предвид, кои се направат програмата, дека не може да кажат само се ова ќе го финансира власта. Знаете како? Кога влегувате во партија, вие и сакате да победи таа, па не може само да очекувате нешто да добиете од неја, па треба да им самите финансиски, материјално, временски да се вложите. И само да ви кажам, ако например се случи следното, го кажам тој пример за министерот за земјоделие, зошто не стигнал пред актуелниот министер за земјоделие, па ќе каже затоа што партиската кола беше зафатена, а знаете мојата кола картичка да беше кај жена ми за да наполнам бензин. Тој министер треба веднаш да си оди. Тука треба да му направите реконструкција. Се согласувам, чим жена му ја има картичката крај да му. Не само заради тоа, за жена му има, него дека ако тој човек не може да стигне за ваква банална приказна, да наполни бензин, да стигне до местото со својот автомобил, каков министер ќе биде тој утре? Со други зборови, вие ќе барате ентузијазам и пожртвуваност како никогаш до сега. Знае дека кога сте се уидувате да бидете член во опозициона партија. Само тоа е спасот. Па вие мора да барате такви луѓе. Ќе продолжиме со разговорот веднаш по рекламите. Бидете така. Продолжуваме со разговорот со Кире Наумов. Господине Наумов, ако ме дозволи само уште една поента околу владата. Што ти остана недоказано? Што е за да довршам тоа да не изгледава. Не зинав местина. Но ќе го памтите сигурно. Значи што е поентата на влада во сенка? Не е само да имате и таа да функционира вака. Значи таа мора Тоа ќе биде живо чудо прво да ја видиме да профункционира. Ќе профункционира. Таа мора да се значи мора да се обидеме да ја направиме до таму негде крајот на септември. Врз основа на тие програми од соодветните министерства да се состави целата програма на партијата. Но ајде ќе дојдеме до програмата ако зборуваме за тоа. Но основното е следно. На ова власт значи мора да се спротивставите така. Да не биде на крај изборот само, како што ни се случувало до сега. Да биде изборот на тоа председателот, односно од едната страна премиерот, тој или Груевски во овој момент да го споредувате и да го споредувате само премиерот, односно кандидатот за премиер или опозиционер председател на СДСМ. Целта е да видите кога ќе кажувате програмата, да знаете кои луѓе ќе ја спроведуваат и да ги спроведувате и следното. Некои луѓе ги интересира да речеме покрај општата политика. Некои ги интересира само земјоделие или само финанси или претежно култура. И тогаш кога ќе го гледате тоа, вие ќе ги споредувате, односно гласачите ќе споредуваат што прави актуелниот министер за култура и овој другиот кој што ќе знаете кој ќе го прави тоа, а не само да кажувате што вие мислите да правите без да се знае персоналното решение и да може да ги споредувате на тој начин луѓето. И при тоа министрите во влада сенка некогаш ќе мора, бидејќи не се сосема погрешно, да изгледат и многу достоинствено да признаат дека тој чекор на тој министер или на владата е исправен. Ние го кажувавме порано, сега она го спровела и тоа е исправно. Она што мене ми беше забелешката да го финиширам, значи Извини се, да те прекинав. Нема гај. Организационо дадовте едно интересно видување како партијата
не само проформа ќе се отвори, туку една сериозна анализа и многу реално. Не знам кои се предизвиците, што би можеле на тој пат да се сретнат, бидејќи секој има интенции и тенденција да си го контролира максимално што е можно членството и така натаму. И сега балансот помеѓу демократизацијата доле, нели, и централизацијата горе, сепак да има некој лидер кој ќе победе, тоа е веќе еден баланс кој не знам како ќе се. Тоа некогаш може да биде проблем. Но јас тврдам дека само со поголема демократизација во СДСМ, односно во партијата, вие може да гарантирате дека утре ќе ги победите. Ќе победите и ќе бидете демократска партија. Да, може нема да бидете вие председател, ама важно СДСМ ќе победи. Значи јас тврдам дека не може СДСМ да ја преслика за мене. За мене, може да не се сложуваме јас и ти, војничката структура која што владае во ВМРО-ДПМН. Некои ќе ми речат, види, само тоа е начин. Дисциплината? Дисциплина. Да немате ни едно различно мислење, да не може да излезе однатре ни еден лик кој што ќе се обиде со политичка некоја квалификација да противставува на тоа. А тоа е полошиот пример, бойкотот на Бучковски од страна на членството на СДСМ, кога беше на изборите, кога изгуби, поради X причини незадоволство. Зборувате за 2006 година. 2006. А добро, тоа не знам зашто го врзувате со ова дека партијата ќе има поголема демократизација, дека мора ова да се случи. Но само да ви кажам, да речеме за овој момент, за партискиот живот, мора, она што го кажам и Стојке го заборава сега, мора да се промени и во партијата мора да се врати старата функција на генерален секретар. Сега тоа не е така. Сега имаме секретар кој што се бира од страна на Централниот одбор. Мора да се врати функцијата генерален секретар кој што ќе се бира на Конгрес. И тоа е важно. Значи тој лик мора да има да добие исто таков легитимитет како и председателот на партијата. До сега тоа беше проблем бидејќи секој можеби мислеше дека вториот лик тука може да го загрози. Тој мора да има таков авторитет кој го добие легитимитетот од партијата, иако мојата идеја е натаму можеби не веднаш дека треба идниот председател и дека кога ја видам председател, идниот председател на СДСМ да се бира на внатре партиски избори во кои што ќе гласаат сите членови на партијата и ќе нема да биде важен на наредните избори списокот на делегати. И си гласаат сите членови. А тогаш изборот на тие 6 членови од 6 изборни единици останува и натаму? Тоа се си останува. Зборувам за тоа дека тука мора статутарно да се промени. Ова сега сакам бидејќи се ова што го говоревме доста прилично е кај оние најхардкор партиски членови, активисти на СДСМ и разговоров доста е ориентиран кон стручната јавност. Ја би сакал последниот дел од разговорот да видам што обичниот народ може да разбере од целава приказна. Обичниот народ кој може би и за СДСМ, може би и не, но во утре сигурно ќе му се обратите, а нему ќе му бидат неколку работи јасно. Во Македонија не се умира од глад, но има сиромаштија, како и секаде во светот. Во Македонија народ има и богати, има и сиромашни, има и средна каква таква класа. Како така функционира оваа држава? Дали конечно СДСМ ќе успее да перцепира, не викам дека не перцепира он, туку дали тоа ќе го акцентира да и народот го свати, дека и нему му е битна земјата, името, дека СДСМ исто така гледа кошарка, па доаѓа на пречек на кошаркари, дека СДСМ гледа ракомет и се радува на победите и успесите на ракометарите, дека СДСМ исто така ја прославува денот на независноста и не е тоа само ВМРО-вска забава, дека СДСМ е против промената на името, онака како што повеќето од народот, ја ова не го кажам као мој став, дека сум против промена, ја го кажам ставот на народот, кој е скоро и со консензус, можеме да го почестуваме неговото мислење и така натаму во мојата 10 годишна кариера, дека не сака промена на идентитет, не сака промена на име, дека не е анти-НАТО, дека не е против ЕУ, но дека не е спремен и да се откаже од себе си, од она што е, од своето име, идентитетските прашања, токму тоа.
Ова е моето сега подпрашање. Ајде, Значи, заеднички, дали сметате дека ќе бидете способни да онаа зла крв, ја еднаш го прашав, а ќе ги прашам ово што го изговарам со овој збор зла крв, ќе ги прашувам сите гости од СДСМ што ќе дојде. Дали ќе може да се надмине, а тоа е таквата различност во сите пори на општеството. Дури не купување у продавници, ако е оваа ВМРО-вски или оваа СДСМ-овска. Тоа веќе дојде до некои интелектуалци кои што го зборуваат тоа, две Македонии, посебни кафичи и така натаму, и тоа јас со тоа не се сложам. Но се нафрлаа многу прашања. За крај ќе го оставиме името кој го специфика за сето ова, да се вратиме на оно што го кажавте до сега. Значи, ова власт маестрално се обиде, а опозицијата или досегашниот СДСМ и помогна да се наметне на некои прашања кои што ги кажавте пред тоа, значи не името, зборувам за друго, да секогаш ги приграбува убавите работи или поединци за себе како успех на оваа власт. Со фактот дека СДСМ лошо играше во целото тоа и не се обидуваше да ја разбие таа фама, власта добиваше. Да тргнеме од следно. Значи, ајде од медиумите. Едноставно, за тоа прашање се кажа дека некои од медиумите или голем дел од медиумите се провладени или режимски. И ги бойкотираше СДСМ под таа вокација. И ние викаме вака, тоа се такви медиуми, таму не настапуваме, не одиме, таму нека си одат представниците од власта. Некој можеби мислеше во СДСМ дека ќе работи односно ќе проработи некој тип на како да кажам во власта нелагодност или нешто слично и нема да го искористи тоа така, но оваа власт тоа целото го користеше буквално на начин што ја одговараше нејц. И власта вели следно: океј, тоа се такви медиуми, опозицијата не доаѓа, ние доаѓаме на тие медиуми и истовремено отварате состојба во која што пак представниците на власта имаат изговор зашто не настапуваат на другите медиуми. Одиме натаму. И СДСМ со тоа, значи, ништо посебно не им ја, како да кажам, не се обиде тоа да го разбие. Успеваме. Можеби затоа што сега овие медиуми се така расположени, не успеаваме дури сега да го разбиеме тоа. И сега сме присутни таму, барем кандидатите, но имаме простор во кој што може да кажеме се. И мислам дека натаму тоа треба да се прави така. Да инсистирате да доаѓате на тие медиуми. Вие ќе ги оставите после тоа во своите вести кога ќе настапуваат, може да ве повторно критикуваат, да навиваат за власта, но ќе се обидете да влезете внатре да ја разбиете таа работа и да добиете 15 минути, 20, пола сат во кој што ќе зборувате против власта. Тоа се правеше понатаму со сите други настани. Оваа власт, јас ви гарантирам, бара не партнери, туку соучесници во низиниот начин на делување. Таа ги прави соучесници сите кои што ги приграбува за себе и на некој начин се, како да кажам, фали со нивните успеси. Тоа го прави со спортисти, тоа го прави со културни работници, со пејачи, со слични јавни личности. Што е тука нелегитимно? Не ми е јасно. Не викам дека не е нелегитимно. Не викам дека не е нелегитимно. Затоа што но видете, председателот Црвенковски се сликаше на насловни страни со спортисти, со пејачи, со Пандев, со Тоше Проевски. Но кога постои таква кампања, потоа која што вие имате и викате само власта има право да ги пречека спортистите затоа што не знам освоиле четврто место во кошарка. Ама видите како? Ако вие тоа го правите на тој начин, односно власта го прави на тој начин, организира пречек, министерката за внатрешни работи ги пречекува со отворен автобус на аеродромот. И ги вози буквално во организација како никој друг не може да припари околу нив, освен народот кој што е викнат, и не оставате на никој начин да некој друг од опозицијата истото тоа го направи. Велите се прават прослави.
не ни покажа интерес. Зар некому па од вас сега би сега ќе ви кажам, било проблем сега ќе ви кажам, затоа сега ви кажам како тоа треба да се смени. Зар ќе смее она Министерот за внатрешни работи, иако не мислам дека министерот за внатрешни работи во сенка, но министерот за или за спорт, да речеме, за образование во сенка ќе дојде и таму ќе седне до министерката за внатрешни работи. Прво нека пробаат да го избркаат. Нека пробаат да го избркаат. Сега тоа мора да се направи така. Видите, имате ваква власт, тоа го направите така. Најпрво ќе се обидеме, да се смени и ќе дојде пред незе. И на камерите ќе рече сосема легитимно ќе каже јас сум министерот за образование, спортот е тоа или ресорно. Овде ќе дојде министерка за внатрешни работи, не знам од која причина она ќе биде качена горе. Мене можеби нема да ми дадат протокол да се качам горе, но јас ги пречекувам овие луѓе. Секако дека ќе има медиуми кои ќе го пренесат тоа. Сега веќе нема да може да нема медиуми кои ќе го пренесат тоа, бидејќи ако не го пренесат тоа на едната емисија тука која ти ќе успееш да го примиш тој министер, ќе ти каже во фаца зашто Сител не го пренесе тоа. На крајот на криштата веќе имате портали, друг тип на медиуми кои што тоа ќе го снимат. И за СЕР тоа ќе го снимат кога тој ќе дојде и ќе се поздрави со низ и нема да влезе таму. И сега зборуваме за банален пример како тоа мора да го разбиват. Но не е само тоа заради препукување со власта. Ја пак ви велам, треба народот, бидејќи и да ги добиете, еве и да станете председател. Џабе вие, ако станете председател на СДСМ, а немате поддршка од народот. Ама како ја каде вие гледате сега поддршката од народот? Кога вие ова вака ќе го спакувате, кога ќе го направите тоа дека во протокол таму со обезбедување, се фативме за тој настан. Сите се исти. Такви се настаните за кои што вие зборувате. Кога направите тоа и не може никој да дојде или на некој начин не е упорен да дојде тука. Народот се собира овде. Потоа имате на медиумите 10 пати повторување дека еве беше тука на пречекувањето овој министер, премиерот слично, а овие од опозицијата не се појавија. Вие имате моќ на народот да му го внесете тоа во глава, дека народот е само со власта. Ако се појавите, едноставно не ќе може да се повторува. Затоа јас кажувам сега дека тоа треба овака да се менаџира и да се борите за тоа. Ама не може вие до сега да заклучите дека народот само заради оваа причина медиумска или ваквиот перформанс да го наречам е со власта. Господин Наумов, так перцепираме. Промената треба да дојде од новиот човек, тоест од СДСМ. Добро, јас тоа го зборувам. Прашањето за името. И тука финишираме. Со ова да финишираме. Значи, заблуда или исто така лоша пропаганда постои дека ВМРО-ДПМНЕ Груевски се за неменување на името, СДСМ и без разлика кој е заменување на името. И можеби повторно, значи без разлика. Јас кажувам дека треба денеска да се СДСМ пратено да се донесува така што ќе му парира на тој ВМРО и со сите негови механизми и што ги има без разлика ресурсите власта да се бори и мислам дека можеби до сега СДСМ не успеал доволно да се бори и да ја разбие оваа фама. При што направил неколку грешки. Значи за мене мислам дека променувањето неколку пати на ставот, али и стартниот став дека ние даваме бланко поддршка на Груевски мора да се промени. И првиот ден кога јас ќе бидам, ако бидам председател на СДСМ, прво ќе го кажам тоа, дека од овој момент СДСМ не дава бланко поддршка на Груевски нема да бидам лош сега да кажам такво нешто. Иако ако сакаме да бидеме нефер, ќе кажеме дека во последните 7 години единствен што разговара за решавање на името, а што можеби значи менување на името е Груевски, никој друг. Во моментов само Груевски евентуално уште еден човек знае што воопшто се случува таму. Никој друг не знае. Ние слушаме шпекулации тогаш кога сака Груевски и уште некој да пушти тестови низ јавноста и да каже каков некој предлог има. Но никој не знае што се случува. И од таа причина за мене е несватливо зашто некој до сега му рекол ја ти давам бланко поддршка. Па еднаш ќе му ја земеме, па пак му ја давам. Не. И мислам дека прво што треба да се направи е да Груевски го повика идниот председател на СДСМ да седне и да му објасни што се случува. Знаете ли зашто до сега не беше така? Не знам. Еве, значи 2 пати го кажа во моја емисија.
Груевски бил 4 пати гости во моја емисија и ова го повторил 2 пати. Ајде. А тоа е дека на моето прашање дали се консултира со СДСМ, со опозицијата по прашањето за преговорите за името и Добро, за ставот на името, Груевски рече дека повеќе нема намера и никогаш веќе нема тоа да го прави, бидејќи секогаш кога го информирал Црвенковски за такво нешто, Ту излегувале информација. информациите ги читав. Не. Дозволете ми да... Не, тоа е Затоа што- несериозно. Значи вака. Тоа е несериозна, несериозна. несериозна. Окей, тоа е ваша Тоа е анализа. несериозно. Ова го Али рекол јас ви премиер кажа, овде во емисија. добро, и еве да речеме дека тоа било така, иако не верувам и не е така. Знам дека не е така, но одиме понатаму. Тогаш, ако тоа било така, јас ќе побарам, ако бидам председател на СДСМ, одма наредниот ден да седнам со него и да ги директно, да ми ги каже до каде се тие работи дојдени. Веќе никој не знае до сега зашто А до сега зборувам. немало такви последни години? Такви контакти и комуникации? Не можам да знам. Добро. Значи, може би постоела. И Значи- тие треба да бидат така. Што значи? Дека најпрво мора да се седне со тој да видиме до каде е состојбата. Сметате ли дека Јас може СДСМ и сметам- ВМРО да имаат потполно ист став по тие прашања? Мислам да. Па ако Мислам дека ако и најдобро ВМРО и за земја- СДСМ мислат понатаму за доброто на оваа држава, искрено, тоа значи дека треба да најдат заедничко решение за овој проблем. Ако не ćeme да станеме Северна Кореја на тлото на Европа, ако не ćeme да станеме, затоа што едно со друго оди, да станеме некој тип на после последните изјави православен Иран на тлото на Европа, ние мора тоа да го направиме. И мора да заеднички да најдеме решение за таа работа. И тука сега не знам зашто би се повторувале. Никој од СДСМ не кажал дека сака да го менува името. Сите стоеле секогаш на истата квалификација. Секое име кое што нема да задира во идентитетот и јазикот. И не сум слушнал дека некој друг нешто поразлично зборувал и од СДСМ на оваа тема. Но фактот дека ја имате моќта на медиумите и моќта да постојано правите таков притисок, дека Груевски е за неменување на името, а СДСМ е за менување на името, се добива такво нешто во јавноста. Но тоа мора да се развие. Бидејќи одговорот мој е следен. Во овие 7 години, а вие демантирајте ме, едини што преговара за решение на името, што најверојатно значи нешто друго, а не Република Македонија, е Груевски. Дали е тоа факт? Па нели ние преговараме веќе 20 години? Ајде 20 преговараме. Не преговараме. Така е, но во последните За наоѓање решение. Така е, а последните 7 кој единствен преговара? Тој што е на власт. Така е. Така? Од каде сега доемот дека некој е за промена на името, а некој не е? Збориме за партиските ставови. За партиските ставови. Па еве го партискиот став, ово ја што го кажам, не е многу поразлично од нешто друго што се кажало до сега од Сами СДСМ. спомнавте честото менување на ставот. Не ставот околу следно. Ставот околу тоа даваме бланко подршка на Груевски или не даваме бланко подршка на Груевски тоа што он ќе договори. И јас кажувам тој став го менувам. Кичма, ме разбирате? Ја Сега, не зборам само сега официјално. вадите Зборам изјави на некои од функционерите на СДСМ. во ред, ама нели и тоа дава тежина. Но дава некоја тежина, може тоа да се користи, дозволено у политиката тоа да се користи, но тоа не е нешто што може целосно да извадите став за СДСМ. И нема таков човек во СДСМ кој што го би го сменил името. Но стои ова, дека да, мора што побрзо да се најде решение за името. И сега фамозното дали тоа треба да оди на референдум. Тоа е техничко сега. Тоа е техника на тоа како треба да се реши прашањето за името. Може за тоа да говориме, и секогаш наредно е тоа, уште една минута. И сега стоело тоа дека Груевски цврсто стоел и ВМРО настава дека тоа мора да се помине на референдум, само некојаш викал не, па да. Но, значи сега кога зборуваме за тоа, зборуваме за техника на решавање. Тоа е техника. Дали значи сте го нашле решението, да речеме прифатливо, дали ќе го направите тоа само во собрание или на некоја таква одлука, или ќе оди на референдум. Што е тука основното? Прво, треба да се види. Ние не знаеме. Може да дојде предлог, прифатлив, и за Груевски, и за СДСМ, и за сите. Но кој што во својата суштина нема да дава можност за техничко решение за референдум.
Например, зборувам за Немам идеја. Не, што би било тоа, така? вака. Например, ние мораме сега имаме специфично прашање, но ајде да се најблиску и временски и географски. Слично нешто имаше Србија. Не велам дека е сосема исто. Различни се проблемите Косово и Македонија. И името на државата. Различни се, нема збор. Но едното и другото, и кај Србите, а и наше опрашање овде кај македонците, ствара емоции кои што се нешто што не може да така лесно да го прескокнете. И, например, се гледа за решението во Србија околу ова прашање. Очигледно не постоел можност да они го тоа тестираат на референдум. Не постоел можност. Иако таму вика, ние самите неќеме да го правиме тоа, но таму се осеќа дека не постоело можност за референдум. Србите одлучиле дека е добро тоа решение, албанците на Косово одлучиле дека е добро, нема референдум ни таму ни оваму и они мислат дека стигаат до едно добро решение за понатаму. Референдумот е потребен, господине Наумов, за сега, да има мир во земјата. Мислите вие двајца, ако излезете вие, а народот не биде задоволен Така и со е. некое решение и речете, еве, јас и Груевски стоиме и велиме дека е добро и стоиме ово она, и така натаму. Јас сум го видел, И јас сум за референдум. како му зовева после Арачинова, кога никој Само да не не го контролира. имам уште една минута. Сакам да кажам дека може да ви се испушти од контрола. Нема. Затоа Не. легитимитетот на такви суштински работи на референдум. Може само на референдум. Сега одиме на тоа дека ќе оди само на референдум. Во ред, во тој случај, пак е наредното прашање што сега се постава. СДСМ ќе го поддржи ли тој референдум? И тука мојот став би бил нареден. Така, може некои прашања да заслужуваат одговор. СДСМ ќе го поддржи тој референдум, доколку, значи, се зборуваме само за техниката референдум, доколку решението прифатливо и за СДСМ и за Груевски, СДСМ ќе го поддржи тој референдум, ќе го повика своето членство на тој референдум. Тогаш и само тогаш, кога Груевски најпрво во 7 часот Савајле ќе излезе и ќе каже јас гласам за овој референдум. Ќе излезе и ќе каже дека го повикува народот, го става прашањето на референдум и вели дека он ќе гласа за референдумот. Доколку Груевски се обиде како што многу пати до сега во овие 7 години го каже следно: јас одиме на референдум. Може да каже нема да гласам за тој референдум, а вие гласате како сакате. Или ќе гласам против, СДСМ нема да учествува во таа лакрдија. Ви благодарам за учеството во емисијата, господине Наумов, и се надевам дека повторно ќе се сретнеме во некоја друга прилика. Се надевам и благодарам за времето. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечер. Лека ноќ и пријатно.